Почитувани делчевчани, химната на Република Македонија! Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Не плачи, Македонио, мајко мила, крени глава гордо високо. Старо, младо, машко и женско, на нозе се кренало. Старо, младо, машко и женско, на нозе се кренало. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеа. Македонија! 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 Ова се моменти на солзи, ова се моменти на гордост, ова се моменти на тага, меѓутоа ова се моменти и за паметање. Македонското име никогаш нема да загине. Така се вели во нашата химна, која што ќе пеат генерации, овие генерации овде, меѓутоа и сите генерации после нас. Македонија на македонците. Така било, така и ќе остане. Ова вечер, 21 март, горди делчевчани, почитувани пријатели, сме собрани овде само со една цел: зачувување на оно што е наше, зачувување на Уставот на Република Македонија, деклариран во минатото од страна на македонските граѓани, односно на македонските политички представници на референдуми. 91 година беше нашиот трети Илинден. Ние денеска го славиме нашиот четврти Илинден. Меѓутоа, нашиот четврти Илинден не завршува денеска, не завршува овде. Ќе трае се додека треба. Се додека треба да се одбрани Македонија, да се одбрани уставниот поредок на Република Македонија. Оваа вечер во Македонија се дојдени четворица јавачи на апокалипсата. Така ги нарекувам и така е, затоа што не се дојдени за добро. Дојдени се да ни подметнуваат странски платформи, странски политички платформи договорени во странска држава под закрила на странски председател. Во Македонија има само македонски платформи и македонски интереси. Нашата платформа е Македонија на македонците. Тоа е нашата црвено-жолта линија преку која што ние не поминуваме и никој не смее да помине, затоа што од другата страна сме ние македонците кои што со гордост ќе ги чуваме тие наши интереси и тие наши вредности. Македонија! Македонија! Сите што се дојдени во Македонија се добре дојдени. Македонија од памтивек е земја во која што царува со животот, царува толеранцијата. Ние сме горди македонци во кои што сме надалеку познати по своето гостопримство. Добре дојдени сте за секакви разговори, меѓутоа за пријателски разговори.
за разговори во кои што ќе се крчми она што малку остане од нашата држава, тоа нема да го дозволиме. Во ред се секакви разговори, меѓутоа, разговорите за Уставот, разговорите за химната, разговорите за нашето знаме, кое што сите вие така гордо и достоинствено го веете. Нема разговори околу идентитетските символи декларирани во Уставот на Република Македонија. А уште повеќе не под притисок на странски сили. Добро вечер, Македонио! Добро вечер, македонци! Каде и да сте? За времето на Александар III Македонски беше господарка на светот, а денес си господарка во нашите срца, господарка во нашите знамиња кои гордо се веат во Америка, во Австралија, во Канада, во Малме, во Лондон, во Швајцарија, во Германија. На секое место се зборува јавно и гласно гласот Македонија. Македонија света земја, Македонија 26 пати спомната во Библијата. Тоа е нашето парче кое никому нема да го дадеме. На вистина татковината не се брани со оружје, се брани со љубов, се брани со убав збор, со убави напишани стихови. Да му покажеме на светот дека ние на вистина сме мирољубов народ. Народ кој знае да љуби и сака. Народ кој има трпение. Но Господа однадвор на нашето трпение има и крај. Господ рекол, има смирение, но дојде денот и тоа смирение веќе не напушта. Затоа што не можеме да молчиме, не можеме да траеме, ќе ги отвориме ширум нашите усти и да кажеме: си ја сакаме Македонија онака кака што е. Зошто ни се проговори? На кому му смета да живееме во ова убаво парче земја? Нека ни е вечна Македонија, како што е вечно сонцето. Нека е долга љубовта наша, како што е долг патот на сонцето. Македонио, те сакам од се срце. Со вечери мирно не спијам, иако од болки лекови пијам. Со солзи лицето го мијам и никогаш не можам да спијам. Во сонот зборам и за тебе творам. Благодарам, драги сограѓани, ќе ве молам за тишина, за да го слушнете она што на вистина е напишано од многу срце, од ното на душата, од едно големо срце кое е поголемо од океанот, од едно срце кое е поголемо од небескиот свод. Јас сум човек кој припаѓам на сите, ги почитувам сите, а особено оние кои сакаат својата земја, затоа што татковината се брани со убавина, татковината се брани со љубов, татковината се брани со радост. Да му покажеме на целиот свет дека тоа сме ние македонците, храбар народ кој знае да љуби и сака, на кој на никого со оружје не подава рака. Благодарам. Првата песна која што ќе ви ја изрецитирам се вика Правда. Ја напишав на еден семинар токму по 2001 година кога се водеше неправилната борба за некои уцени, за некои човекови права. Правда. Не знам, се прашувам често, дали имаш скришно место или може би се криеш и срамното лице го миеш. За праведност слушам јас и збунета гледам во сите вас. И повторно сега, сине, неправедно пак се гине. Тивко мајка ке рече, болка со слуци и пече. Отиде во борба тој, не се врати синот мој. И вездено саме настојам, и денови тажни бројам. И нема останав јас, барајки правда и спас. А правдата ја нема знај, неправдата царува во секој крај. И вездено од своите очи, додека е жива мајка македонка, солзи ќе точи.
Zar денес, на 21-виот век, треба да дозволиме се уште нашите мајки македонки да плачат, да ронат сози, да ја бараат правдата на секоја врата? Зошто светот не разбере? Зошто Европа не разбере дека македонците се способни да си ја сочуваат својата татковина која им е од Бога благословена и обдарена? Наредната песна се вика "Се прашувам дали е грев". Дали е грев што сме родени како македонци? Дали е грев што живееме во земја која се вика Македонија? Дали е грев што зборуваме на македонски јазик? Дали е грев што пишуваме на нашето кирилско писмо? Дали е грев што имаме бурна историја, па колку пати се и границите ни ги прекроија? Дали е грев што имаме песна што секој не може да ја пее? Дали е грев што кај нас секакво семе се сее? Дали е грев што богата жетва на соживот се жнее? Дали е грев што сечија култура овде се слави? Дали е грев што мојот народ гордо кренал глави? Дали е грев зашто тој е научен да сака, па од памтивек на овие простори било вака? Се прашувам дали е грев? Дали е грев што народот мој специјалитети чудни спрема? Дали е грев кога пензионерот пред телевизорот спокојно дрема? Дали е грев што мојот народ со векови се борел? Дали не е грев што мојата земја со оружје постојано некој ја орел? Дали е грев што мојот народ мир и слобода сака? Дали е грев што мојот народ на соседите не подигнал рака? Дали е грев што никому не посакува ни мака? Дали е грев што Господ го обдорил сето тоа така? Се прашувам дали е грев? Дали е грев што секој мудро дело му раскажува приказна за своето минато на своето чедо? Дали е грев дека сите треба да ја разберат и сватат? Дали е грев што македонците не сакаат повеќе да патат? Дали е грев што македонците сега реши не сака повеќе од страна никој да го теши? Се прашувам дали е грев? Дали е грев што на многумина народот мој храбро им кажа: доста е, не сакаме повеќе лажа. Народот мој знае да се брани. Дали е грев зашто не сакаме повеќе неизлечливи рани? Секој нека си гледа во чинијата своја, а ние сме среќни со она што го имаме во татковината своја. Дали е грев со убав збор татковината да се брани? Дали е грев, сине, за да си одлучуваме во татковината сами? Дали е грев што по архивите народот мој уште треба вистината своја да ја бара? Дали е грев што мајка Македонија не сака чедото нејзино никој виновник да го кара? Дали е грев што секое чедо треба да се роди по убав и спокоен пат да чекори оди? Секој ден убава мисла македонското чедо во животот секојдневно да го води. Благодарам. После овие зборови, кои што верувам допреа до секој од вас, меѓутоа преку медиумите ќе допрати до сите македонци ширум светот, нема што повеќе да кажеме. Ова е нашата борба. Нашата борба е љубов. Нашата борба е култура, цивилизацијски придобивки, со кое што ова поднебје овде од памтивек се гордее и ќе продолжи да се гордее. Вакви автори, кои што можам, познавам многумина меѓу вас, оваа земја раѓала
И денеска раѓа, меѓутоа ќе раѓа во иднина. Меѓутоа, сето тоа е загрозено од страна на оние кои што сакаат да ни го крчмат македонскиот литературен јазик, кој што е основна придобивка на едно човечко битие во неговото обстојување. Секој кој ни го негира нашиот јазик, не негира нас самите. Секој кој што не негира нас, не ни мисли добро. Затоа ние, здружено еден до друг, онака како што почнавме, со љубов, со среќа, со радост, со насмевка на лицето, меѓутоа и со горд и смел чекор, ќе обстоеме во нашата борба и не попуштаме пред нашите црвено-жолти линии. Овде сме да обстоиме. Тоа го гледа цела Македонија, цел Балкан, цела Европа, меѓутоа и цел свет. Сите вие овде што сте дојдени и сите оние што ќе ни се придружат, сите што не можеа да дојдат оваа вечер од оправдани причини, сите ние сме Македонија. Сите ние сме македонскиот јазик, сите ние сме македонското име. А македонското име, се додека постои последниот македонец, нема да загине. Македонија! 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 Поштувани македонци! Овде сакам да ве поздравам, да ви посакам добра ноќ. Пријатна ноќ.